Спортскиот психолог е еден вид на втор, не тренер, меѓутоа прва, значи десна рака е на тренерот. Ти ако ја правиш грешката, ти глуп си. Меѓутоа глуп си е атак на целата личност. Тоа веќе влегува во мојот идентитет. Кога нештото ќе влезе во мојот идентитет, ја почнувам така да се однесувам како глуп. Значи нашето однесување е директно поврзано со идентитетот. Меѓутоа зборуваме секогаш за оптимална подготвеност. Бидејќи во оптималната подготвеност имаме доволно флуидност и флексибилност. Колку повеќе имаме флуидност и флексибилност, толку повеќе имаме способност за адаптација. Значи дури да се направи грешка, да знам како брзо да се адаптирам на ситуацијата. Идентитетот е ние, не сум јас. Туку нели секој го знае своето место. Дора, како си? Благодарам, Ѓорги. Добро сум, малце настинато, пошто викендов бевме така со сопругот и со ќерката семејно, малце надвор од Македонија се прошетаме. И нели тие патувања знаат со дете малце понапорни да бидат и веројатно така си ја донесов малку и настинката тука, ама пак спремна за подкастов да не ми издаде грло додека зборам. Да, многу е важно. Мислам, еве, и кога си јас знам сам за себе, од кога станав тренер последните неколку години, многу брзо го губам гласот, ама и многу брзо ми се враќа. Кога знаеш, наоѓаш начини како и да мора ти се да го врати вратиш, тоа е тоа. Мора мотивацијата, нели, од внатре кога ни работи гласот, мора да го вратиме за да бидеме, нели, тука за тие за кои што требаме, но и за самите себе. Да. Сега причината зашто повторно си ни гостинка е поразлична од другите кои што зборевме. Спортска психологија. Јас сосема случајно налетав дека предавам спортска психологија на МИТ универзитетот овде во Скопје. Кажи ми малце повеќе, бидејќи колку што знам и колку што и ти ми имаш кажано, нема таков предмет барем во Македонија не се пронаоѓа. Што е спортската психологија? Како ти дојде да предаваш спортска психологија? Може слободно да почнеш од таму, па ќе продолжиме во некои насоки кои што се дел од самата психологија, дел од спортот, дел од менталното здравје. Така. Значи, па може би што пред некои си 10 години, кога се запишував на магистарски студии, една од опциите всушност ми беше дали да се запишам некаде на мастер спортска психологија. Меѓутоа, во тој момент спортска психологија на Балканов, значи општо, кај нас воопшто немаше, мислам, таков смер, а на Балканов кај нас имаш само во Белград и во Грција. Да. Сега у моментов не знам како е ситуацијата на Балканот, дали се уште е само во Белград и во Грција или можеби има и на другите, и во другите земји, во другите градови. Меѓутоа, кај нас, значи на МИТ универзитетот, од каде што почнав да работам и да предавам од пред некое време, мислам од претходниот семестар, значи од октомври 2025 година, значи го одбрав да го предавам тој предмет. Сакав да го предавам спортската психологија, иако, значи, да бидам искрена, во праксата мало ми е искуството во однос на работата со спортистите, значи сум работала најмногу само индивидуални сесии со спортисти, значи кои биле или професионални фудбалери, конкретно работам со девојче што е тенисерка, активно веќе работам со неа неколку месеци. И со друг тенисер, значи сум работела, меѓутоа претежно можеби биле луѓе кои што се бават со индивидуални спортови, не толку со екипни спортови. И искуството, значи, од тоа, иако било мало практично искуство, ми покажала, после се поклопило со самата теорија во спортската психологија, дека спортистите најчесто страдаат од синдром на анксиозност, на бърнаут, на перфекционизам, особено бидејќи нели постојано се во една компетитивност, во една состојба на компетитивност и се плашат нели од тоа дали ќе направат добри резултати, дали се ќе го кикснат над преварот, утакмицата, и посебно им е важна сликата за себе, бидејќи постојано нели се пред публика, притисокот од публиката повторно го прави своето. И едноставно така ми се допадна, сакав, значи, да го проучам малку повеќе тој предмет, да видам што се случува. За жал во Македонија спортската психологија не е, значи, многу развиена, не многу, туку мислам дека скоро воопшто да не е развиена.
Мислам дека се уште е мала свесноста, односно ниска е свесноста за потребата, значи на психолог во клубовите. Особено е важна работата, значи на психологот со тренерот. Значи секој тренер е неопходно да има свој терапевт, свој психолог. Например, во организацијската психологија, тоа веќе значи е влезено на големи врати. Психологијата, коучингот е влезен на големи врати кај менаџерите, нели, кај средните, кај врвните менаџери, па и кај вработените, значи веќе се повеќе компаниите инвестираат и би сакале, нели, да може, како што успеа психологијата да влезе на големи врати во организациите, значи во менаџерството и во лидерството, да се случи истото тука, во спортот. Значи, бидејќи, нели, ако еден менаџер, ако еден лидер, се права малку аналогија, ако еден менаџер, ако еден лидер е свесен за тоа дека за да има добар перформанс, значи да постигне добар перформанс неговите вработени, дека тој треба да работи на себе, тоа сосема истото важи за еден тренер во спортот. Значи, за да може еден спортист добро да перформира, тренерот мора да биде лидер. А на лидерството мора да се работи. Значи, неопходна е таа работа на себе, која што би требало да има секој тренер. Да, спомнав пред да почнеме да снимаме, кога се спремав за самата епизода, ми излезе пост кај што зборува колку само тренерите и со какви се проблеми се случуваат, и не е се ова теорија, ние од теорија така зборуваме, туку имаш моменти кај што ти вика 93% од елитни тренери кои што побарале помош. Значи ова не е од тие што од сите, од тие што побарале помош ги исполнуваат критериумите дека имаат буквално anxiety disorder. Голем дел од нив не спијат. Пола од нив па имаат burnout или се жалат на burnout, а да не зборуваме пак за тоа колку само ти као тренер, и јас знам за себе, ти треба секојаш да бидеш силен. Нон-стоп, не може ништо да те допре, мораш во секој момент да направиш вистинската одлука, и од тука таа сила уствари тебе ти станува слабост, бидејќи не можеш цело време да бидеш силен. Да, можеби не е толку слабост, колку што е на некој начин предизвик и товар. Значи, станува обврска тоа да биде така, бидејќи нели самиот тренер кога работи со спортистите, и тој мора да одржи некаква слика во очите на самите спортисти, на самите луѓе кои што ги води. Поради тоа што нели тој представува рол модел. Тренерот е рол модел за спортистот, и често пати нели спортистите го обожаваат тренерот. Нели кога спортистите се помлади, например деца, тинеџери, адолесценти, тоа обожавање е поизразено. Меѓутоа, како што нели созрава еден спортист, како што напредува во своето искуство, во кариерата професионално, веројатно многу повеќе станува хоризонтална релацијата помеѓу тренерот и спортистот, со тоа што нели веќе и спортистот си има изградено себе си како личност, и тоа е нормално, нели да биде така, тој нормален процес. Меѓутоа, во однос на тоа што го спомна, нели таа анксиозност и тој бърнаут кај самите тренери. Значи, тренерот носи многу голема одговорност. И нели кога се случуваат грешки на самиот надпревар на утакмицата, секогаш сите очи се вперени, сите прсти во тренерот. И затоа неговиот товар, значи тој товарот на одговорноста на некој начин, колку и да е предизвик, нели да сакаш да го совладаш тоа, но во еден момент нормално е да стане товар, и мислам да бидеме искрени, нели. И затоа тоа што го кажавме е многу битно да се работи на себе, бидејќи и да се случи некаква слабост во моментот, треба да знаеме како да искористиме. Веројатно, сега значи кога зборуваме за тренерството, за тој тип на лидерство, исто како што постојат различни типови, например на родителство. Имаме авторитарен родител, авторитативен родител или попустлив родител. Истите типови се среќаваат, например, на лидерство и кај менаџерите, ако спомнеме организацијска психологија, и кај тренерите. Например, и во спортот имаме тренери кои што се авторитарни, кои што го имаат тој став, нели тврд став, да бидат по, како да кажеме, расположени онака само за наредби, каде што сечат,
каде што во некои ситуации може да употребат и непристојни зборови да се обратат, нели на подрзок начин кон спортистот или додека го тренираат, или да бидат погруби и поарогантни, едноставно да го применуваат тој диктаторски начин на тренерство и на лидерство. Од друга страна имаме авторитативни тренери кои што се разликуваат нели од авторитарните и кои што многу повеќе значи даваат шанса нели да се учи од грешките, и тие се најпожелниот тип на тренери. Значи спортистите најлесно прават конекција со нив, бидејќи се чувствуваат поддржано. Тренерот има задача не само да мотивира, туку треба и да поддржи баш во тие моменти на слабост, кога паѓа мотивацијата, и да истражи што се случува со самиот спортист, меѓутоа тренерот не може сам. Затоа му треба помош. А помошта секогаш може да ја добие од психолог. Значи секогаш еден лидер треба да има тим околу него. Значи, ако идеме нели по уште од најстари древни времења, сите, не знам, кралеви, таму сите имале советници. И тоа кога го сведеме на едно микро ниво, значи нормално еден тренер, еден лидер, без разлика во средината, каде што се наоѓа да има значи еден советник, човек на кој што може да се потпре, кој што ќе му помогне во донесувањето на некоја одлука, и тоа е задача на психологот, на спортскиот психолог. Например, спортскиот психолог постојано треба да биде во комуникација со тренерот. За тоа што се случува на теренот, што се случува со неговите луѓе, со неговите спортисти, што се случува тука со екипата, и постојано да го следи. Значи, спортскиот психолог е еден вид на втор, не тренер, меѓутоа прва, значи десна рака е на тренерот. Постојано треба да му биде нели во некаква помош, за да може и тренерот полесно да го носи тој товар на предизвикот, и да научиме како да бидеме флексибилни кога се случува тој момент на слабост, тој момент на голем притисок. Како значи да знаеме да направиме резилиентност, отпорност кон, не знам, притисокот, дали од публиката, дали од нешто друго. И затоа е многу битно да идеме во таа насока, да развиеме спортската психологија и да кренеме свесноста за тоа. Бидејќи е многу интересно, секој, поготово кога зборуваме за малце по-професионален спорт, каде што ти како тренер, тоа го кажа ти уште од сам старт на твоето образложение, кај што ако изгубиш, тренерот е прв тој што ќе си оди. Значи, твоите резултати, има познат тренер, се не знам дали он прв го има кажано, ја од него го имам слушнато, Дуле Војошич, што вика, ако победи екипата, сета заслуга е за нив, ама ако изгубат, моја кривица. Така. И така е тоа, не можеш ти, ако земеме фудбал, ти имаш 11 на терен, уште не знам колку, уште 10 на клупа, ти имаш 20, не можеш ти 20 играчи да смениш. Така е. Попрво ќе смениш тренерот, ќе пробаш некој нов, и на крајот на денот тој притисок не е само, знаеш, окей, да победиме. Не, тој притисок е и да ја од ова заработам, од ова треба да живеам. Така е. И во тие моменти ти треба некој кој што ќе ти помогне за да бидеш подобар во тоа што правиш. И мислам дека тоа е интересно, дека што многу луѓе не го сваќаат дека може би доаѓа нели некое убедување или верување дека ова е сега јас знам како и нема да ми помогне, напротив ќе ми одморне, ќе ме направи да бидам. Не, идејата и целта на спортската психологија и на психологот е да ти помогне ти да оствариш поголем резултат и да извадиш повеќе од тие играчи за да продолжиш да работиш тоа што правиш. Така е, значи психологот работи и со тренерот, и со екипата. Значи и со спортистите работи. Значи тоа е еден взаемен процес и има посебни етички правила кои што нели психологот треба да ги следи во тоа. Со тоа што секогаш психологот треба да го застапува и самиот тим, меѓутоа мора да работи и за доброто на спортистот и нели и за доброто на тренерот, и постојано да наоѓа начини како ќе ја балансира таа комуникација. Значи како ќе се балансира комуникацијата помеѓу тренерот и спортистот. Меѓутоа, нели, повторно, ајде да се вратиме, нели, за притисокот. Ги спомнав типовите на лидерство. Значи, кога имаме тој авторитарен
тип на тренери. Од таму да почнеме, бидејќи се уште мислам дека некако најмногу превладува тој тип на барем кај нас, тренери, да, барем кај нас, тоа војничко тренирање некако. И сега, особено нели кај постарите, можеби тренери, кај повозрастните, сега можеби у помладите генерации нели се променило тоа до некаде и веќе израмнета комуникацијата на похоризонтално ниво, меѓутоа сигурно дека у повозрастните генерации било така. И тоа што јас сум го видела, значи од мое искуство, тренерите често мислат дека кога некој нели се занимава со спорт, спортот не е место каде што ние сега треба се галиме. Значи мораме да бидеме одсечни, мораме да бидеме, да сигурно дека има моменти кога треба да бидеме одсечни, меѓутоа со самото тоа, тој на пример авторитарен тип на лидерство е најдемотивирачкиот тип на тренерство. И од една страна самиот тренер постојано се става себе си во една позиција на морање и бидејќи он го носи тој притисок на морање, тој самиот тренер е перфекционист и истото сега он го бара нели од неговите спортисти. И сега, значи, за да се надмине тој момент, ние мораме тоа што можеби недостасува малца повеќе, особено кај нас, недостасува повисока смисла на спортот. Ако некој се бави со спорт, значи да знам која е повисоката смисла на сето ова. Не е само да се појавам на тренингот и да изиграм утакмицата, него мора да поставиме некаква смисла, некаква повисока цел, која што често пати таа смисла е духовна, е душевна. Не е само нели да победим утакмицава и тоа. Него треба да знам јас зошто ова го правам. Лидерството инспирација. Значи, спортот е место каде што ние не го тренираме само телото, ние го тренираме умот. А умот и телото се, мислам, значи, неразделна целина. И секогаш кога ние успеваме да создадеме, значи, сила во нашето тело, ние создаваме сила и во умот. Меѓутоа и обратно е. За да, например, за да го изградиме своето тело, ние повторно треба да имаме и сила во умот. И затоа, например, кога се случуваат повреди кај спортистите, многу поголем резултат на исцелувањето од повредата, нели, се случува кај спортисти кои што се оптимисти, кои што знаат зошто почнале. Кој што не е он демотивиран. Он знае зошто почнал да тренира, он знае која му е целта, он знае која е неговата повисока смисла. Сите елитни спортисти, значи во врвните спортове, да го спомнеме Новак Џоковиќ и не знам некои други, имаат, значи, повисока смисла и они постојано работат на себе. Значи, за да некој влезе во елитен спорт, значи, за да биде елитен спортист, да ги постигнува тие врвни резултати, неопходна е работата на себе. Значи, морам да знам зошто го правам тоа. Не е само, значи, да отидам, да победам, не знам, да освојам нешто, да истренирам или што и да е, него мора да има зошто го правам тоа. Да, мене ми текнува, имав ситуација, и ова пак со работа со средношколци, кај што одиме на турнир, финале, се случува неверојатна повреда, кај што во прв момент мислевме дека детето кој што падна ја скрши ногата. Утакмицата никогаш не ни продолжува. Толку е тешка, бидејќи едно што станува збор за школски надпревар, иако меѓународен пак школски е, целта е да ги заштитиме деца. 45 минути пауза, судиите не сакаат да продолжат, не се. На крај испаѓа дека детето не ја скршил ногата, се враќа после месец дена и игра повторно, куца, истите работи ги прави исто, ако не и подобро. Ми беше многу интересно што тој момент татко му беше со нас и ние сме сосема друга држава, стресна ситуација, му викам, знаеш дека ако на некој му се случеше ова, на некој друг му се случеше ова, готово, толку, крај. Ке падне или во депресија, или нема да може да се врати брзо, или... Ама знам дека на него дека му се случи, he'll be fine. Значи, ќе биде окей. И тоа е така, бидејќи, знаеш, кога те води нешто повеќе од утакмицата, повеќе од резултатот, повеќе од како ќе завршите. Многу е полесно, не е сега, не значи дека окей, ти си ништо не може да те допре и се ќе биде. Не е, туку ти помага да ги ставиш работите на вистинско место, во вистинска фиока и да знаеш како да продолжиш понапред.
Оно тие исто детево тие месец дена почна гитара да свири, не знам, работеше без топка, работи, вежба. Тие се некои работи кои што окей, он не осваќа крај на свет. Иако е у ситуација кај што е 17 години, не е да кажеме сега човек кој што поминал низ животот па знае дека работите ќе завршат добро, ама тоа мене барам, тоа што кажеш ти, мене во пракса ми се случува и сум као окей, чекај, да, ова е така. Да, тоа е така и сега нели тоа што го кажа ти треба да има нешто повеќе од тоа што ќе ме води од самата победа, односно да има некој пат на самореализација, значи да биде тој повисоко на пирамидата, нели, за себеостварување. И тоа повторно почнува од тренерот. Дали тренерот е тој што ќе создава таа смисла внатре во тимот или нели ако е индивидуален спортист на самиот спортист. Значи дали он ќе создава таа мотивација, дали ќе гради таа смисла. Значи мораме да имаме едно повисоко духовно зошто ова го правам. Ки тоа кога не води од внатре, не само што е мотивацијата многу поголема. Значи спортистите доживуваат внатрешна прво многу посилна сплотаност во тимот, многу посилна кохезија внатре во тимот и чувствуваат една блажена состојба во самото тело, во самата душа која што ги олеснува едноставно после сите други процеси што се случуваат, а се тешки. Дали повреда, дали загуба, дури и да изгубиме. Не е битно тоа што сме изгубиле. Важно е зошто го правиме ова. Значи загубата во тие моменти представува лекција. Значи представува искуство, представува лекција да видиме што сме сгрешиле, каде сме сгрешиле, како сме сгрешиле, да се прегледаме, да се чекнеме што се вика уште еднашка, за после тоа да продолжиме и да исправиме грешката. Значи грешките нас научат на искуството. Меѓутоа, нели, ако постои авторитарно лидерство, на таа одсечност, на таа грубост, на таа ароганција, на тоа ајде бе ти ваков си мрдни, види каков си, ајде побрза или не знам што, значи тоа се не само што не постои развој на таа духовна смисла и на тоа нешто повеќе, туку напротив иде значи во деградирање, нели, на самиот дух и на демотивирање. Меѓутоа, нели, мораме да кажеме дека и во Македонија општо ситуацијата со спортот не е баш толку многу сјајна. Мислам дека се уште може би клубовите, федерацијата, ама ти повеќе знаеш. Од мене не сум сигурна колку одвојат од буџетите, нели, за спортска, за развој на спортска психологија, за ваква поддршка и сето тоа. Обично спортистите кога бараат психотерапија, значи бараат сами на своја иницијатива, ретко кој би дошол нели во името на екипата или на клубот да има свесност дека би сакал, дека би требало внатре да има еден психолог. И значи, мислам дека нели од тука треба да почне од самото национално ниво како земја, како Македонија, треба прво тоа да се гради, тој национален дух во спортот, кој што мислам дека нели за жалка и нас недостасува. Мене беше интересно само што завршија зимските олимписки игри и од сите држави најуспешна на овие изминати олимписки игри, мислам дека е едно од најуспешните воопшто ако земеме вкупни одброј на медали и се тоа е Норвешка. Да. И сега Норвешка не е голема држава, малце е поголема од нас. Не е некоја светска велесила и некој ќе каже ама овие зимски, знаеш, зима таму све. Зошто сега го прават успехот, зошто не го правеле секогаш на секој зимски олимписки игри. Исто така, моментално една од најубавите приказни во фудбалот е клуб од Норвешка, кој што ги победува сите најдобри екипи. И имаше, не ми текна сега кој го имаше напишано тоа, не ми текна, може и да оставам у самиот опис на епизода, зборуваше за тоа колку само системот на спортот во Норвешка е различен од било сега. Вика, ти во Норвешка до 13 години не се гледа резултат, сите се победници, сите уживаат, така е. Сите деца целта е да се забавуваат и да научат како да спортуваат. А после тоа, и вика, тоа го прават бидејќи ти можеш да имаш една држава како Америка, кај што имаш 300 милиони луѓе, и нормално од 10 деца што ќе почнат, 9 да се откажат, тоа едно да остане, супер се. Ама од држава како Норвешка, од држава како Македонија, од држава кај што ти од 10 деца 9 ако се откажат, ти немаш спорт. Немаш екипа.
Ама проблемот е што ние гледаме на тоа како ама гледај ги овие не е тоа спорт, мора да се не, зборуваме за деца до 12 години, до 13 години кои што ти треба да ги натераш да осакаат тој спорт, да уживаат во тоа. После тоа доаѓа специализација и напорни тренинзи, нормално тешко е. Има победници, има тој што ќе изгуби. Ама треба да се постави на здрави основи за да можеш ти да даваш резултати и да имаш еден систем кој што ќе функционира и ќе ти дава резултати. Така, значи се однос на ова што го спомна, ја често пати и ми се случило, кога сум работела со спортисти, сами текнува на еден тенисер со кој што работев пред, не знам, ептен на почетоците од мојата работа и кариера. Се сеќам, ќе дојдеше и вика вака. Ја вика додека спортував, додека играв тенис само поради хоби, ги победував сите утакмици. Во моментот кога јас почнав да се занимавам професионално со ова, значи ја почнав да ги губам утакмиците. Или, не знам, сум имала други случаи, многу чести случаи, ќе дојде спортист и ќе рече вака. На тренинг играм супер. Значи, ќе дојде времето на надпреварот и ја правам почетнички грешки. А на тренинг, значи, сум совладал се. Сад, зашто тоа се случува? Значи, се случува во моментот кога ние стануваме професионално да се бавиме со тоа. Тоа има влијание на нашиот идентитет. Тоа веќе не е мој хоби. Значи, тоа веќе станува дел од мојот идентитет и кој сум јас. И кога ќе стане така дел од идентитетот, ние многу повеќе се преиспитуваме самите себе. И во тој момент спортистот почнува веќе да се преиспитува самиот себе. Почнува да биде многу повисоко самокритичен од тоа што бил претходно кога не му давал назначење. Значи веќе он автоматски има чувство дека влегол во една повисока одговорност, која што на некој начин можеби му тежи на него во тие моменти и веќе тука очекувањата стануваат многу поголеми и повисоки од себе и он едноставно ако мисли дека тоа е премногу за него или неговата самодоверба на некој начин е по-ниска од тоа што он мисли дека може да ги оствари тие очекувања, почнуваат да се случуваат тие грешки. Типична ситуација, например, некој да го направи многу добро тренингот, да се појави на надпревар и значи тука да промаши. Да ги прави тие почетнички грешки, тука притисокот од публиката, сите ме гледаат, како ќе ја заштитам јас мојата слика за себе. И од тие моменти, кога некој игра, значи многу е важно да направи една отпорност према таа публика, према таа слика за себе, да се чувствува самиот себе. Например, во гешталт терапијата ние работиме со сензациите, што ми зборува мене телото, јас да научам да се чувствувам себе и да бидам во сега и овде во моментот. Значи, да ја следам стратегијата, да, меѓутоа треба да бидам во сега и овде да бидам насочен кон себе на тоа што го правам, а не на тоа дали ме гледа публиката, дали тука, дали од таму некој ми свири, дали не знам што. Иначе тие се низа ситуации кои што еден спортист треба да ги совлада и нели и за кои што тренерот исто така треба да биде свесен дека се случуваат. Да, бидејќи не само од публиката, мислам дека се случува многу често и самиот страф од грешка, поради тоа што ако ја направам, не само тој момент, ако ја направам таа грешка, ќе седам на клупа. Поготово тимски спорт. Така е, во тимските спортови, и стравот од грешка, тој перфекционизам. Се има случувано и тоа го имам и лично видено и нормално се случува на секој, кај што ќе направиш така, ќе дадеш погрешен пас и ти гледаш у тренерот. Да видиш дали ги видел. Пошто знаеш дека има такви тренери кои што една грешка ќе направиш и ти после тоа не можеш да се вратиш на терен. И тука е оној момент кај што како ти како тренер да му даеш до знаење дека една грешка и да седнеш на клупа, пошто во одредени моменти ако направиш грешка, да мора да седнеш. Извини, ама ќе мора да седнеш. Ама тоа не значи дека прво ја мислам нешто помалце за тебе и не едноставно денеска не ти е ден. Да, тоа е битно што го кажа, значи правиме разлика меѓу дали ја напаѓам личноста или го критикувам само низиното однесување. Да. Значи грешката на спортистот не е целата негова личност. И нели тој страф од грешка најчесто доаѓа од моментот на незнање на комуникација. Абе ти глуп си. Да. Значи ти ако ја правиш грешката, ти глуп си. Меѓутоа глуп си е атак на целата личност на некого. И он веќе почнува да мисли дека е глуп. И почнува, значи, јас сум глуп, тоа веќе влегува во мојот идентитет.
Кога нештото ќе влезе во мојот идентитет, ја почнувам така да се однесувам како глуп. Почнувам да верувам у тоа, тој ми е идентитетот. Ја и да не сум глуп, ќе станам глуп. Значи, нашето однесување е директно поврзано со идентитетот. А од друга страна, кога ќе се фокусираме само на однесувањето, значи, ова што го направи сега, можеби не беше најдобро, беше сгрешено, меѓутоа многу е битна таа комуникација. Има една алатка се вика сендвич стратегија во комуникацијата, каде што тоа е сјајна, значи, според мене, може и друг пат некојаш сум ја спомнала, ама често знам да ја спомнувам, сјаен начин на комуникација, каде што ние на некој, кога сакаме да му дадеме критика, прво во горното лепче му кажуваме што се направил добро, па тука кај што е марулата и кашкавалчето ќе му кажеме која му е грешката, меѓутоа последното лепче од оздола го завршуваме со муабетот дека знам дека ова можеш да го направиш подобро. Значи ја даваме прво, значи даваме што е позитивно, па ставаме негативно и повторно завршуваме со позитивна мотивација и со позитивен исход. А се фокусираме само на однесувањето или само на грешката, а не на целата личност. Да, и мислам дека многу голем дел од тоа иде кога и каде тоа е искажено исто. Кај што ти, ако земеме најбитниот дел од еден спорт професионален, не самата утакмица, самиот надпревар. И ти ако некој направи грешка, и ти му се внесеш во фаца и му се дереш, па зошто, па вака, па глупси, па ова, е многу поразлично од окей, го седнуваш на клупа, направи грешка, продолжуваш утакмица, завршува и после седнувате двајца и викаш вака и вака, без разлика дали ќе биде таа страна или ќе бидеш и по ова го сгреши, ова го направи лошо. Многу е поразлично, бидејќи ти тогаш внесуваш лично, а вака пред сите, тоа уште е еден голем товар кој чекај се, сите знаат ова ја го направив, се засрамуваш и сакаш буквално да идеш да се затвориш некаде, никој да не те види. И има, не велам не, има спортисти кои што може би кај нив тоа функционира и кои што го имаат тоа. Не знам тоа дали е така, не знам, научно да кажено, или е само тоа дека се случува, па некој уствари не, пред некој ден слушав подкаст кај што тренер баш, професионален тренер, коледж тренер во Америка, збори вика не функционира тоа кај играчи. Тоа е акцидентал, буквално. Тоа ќе се окей, да, има нормално е. Повеќе е важно они во нив ако веруваат. Ако ти веруваш во себе, без разлика кој што ќе ти каже, имаш шанса да успееш. Ама ако се направи таа комбинација, ја ти се дерам, ти викам, те урлам, и ја не верувам у себе, бидејќи ти верувам, 0% chance you're gonna succeed. Да, така е, тоа е тој авторитарен тип на лидерство, сега што го спомнавме, каде што предизвикува не само чувства на срам, туку чувства на вина. Чувства на срам, на вина, на пониска вредност, го атакува идентитетот, тоа е тој тирански, диктаторски, авторитарен, како го да го наречеме, кој за жал мислам дека се уште присутен, најприсутен тука на нашите простори, а причината поради која што е присутен може би бидејќи едноставно и на самите тренери и на клубовите не им е дадена некако таа шанса, значи за развој, малку повеќе, значи дали требаат и финанси, буџет за тоа и свесност за тоа дека е потребна и општо некогаш и јас приметувам дека луѓето не ни знаат што е тоа спортска психологија. Дури некои и сами, мислам, и спортисти, и тренери, дури они не се запознаени воопшто со поимот. Што е тоа спортска психологија? Мислам, спортската психологија, она вистина е нова дисциплина. Инаку сите, значи, извори, цитирања, целата литература е на вистина само од пред 20-30 години. Значи, официјално спортската психологија станува спортска психологија како издвоена дисциплина почетокот на 2000-те години. До тој момент и претходно она имала нешто, значи меѓутоа не била оформена како дисциплина и премногу млада дисциплина, а се уште мислам, значи она ги користи основите од самата, значи, психологија. Од генералната психологија ги користи, значи, сите, како да кажам, начини на работа, се што важи во генералната психологија важи и овде, меѓутоа само на специфична ниша. И
И сега, значи, ако пред 25 години, да кажеме, во Америка тогаш, таткото на спортската психологија Колман Грифит, значи, ако тогаш, пред тие 25 години во Америка почнува да биде званична дисциплина, што да кажеме кај нас, ние и вака и така нели доцнеме. Да, со сите случувања и со сите развои, па сигурно дека може би тука ќе биде истото. Мислам дека ќе се развие и кај нас спортската психологија, меѓутоа може би после одредено време или после повеќе одредени години, дека уште рано за тоа, но можеме да го брзаме ние процесот. Да, и мислам дека затоа е важно да зборуваме за ова, и планот ние планираме да имаме и сам настан, затоа што ќе навлеземе и повеќе во тоа, подетално, ама еве се ако не слуша некој тренер кој што е таков, авторитет, значи има она диктаторски односи, окей, и тоа секогаш се обидувам барам кога разговарам или на подкаст или така еден на еден, кај што не ми е мене сега целта да кажеме окей, you guys are не ве била за никаде сте, напротив, мислам дека е важно да се спомне дека еден голем дел тој некој предизвик за тренерите, за клубовите е тој аспект каде што прво финансиски реално самите тренери кај нас не заработуваат доволно за да живеат од тоа. И има голем дел на тренери, поготово тие што се занимаваат со деца кои што не име тоа единствена работа, бидејќи не може да си го дозволат, а и клубовите исто така не може да си дозволат да имаат спортски психолог. Иако мислам дека пак кога се разговара за спорт како една важна алатка, дејност, што и да е работа која што сите работиме и уживаме, е многу важно да почне тоа да се приоритизира, и јас секогаш го дам тој пример со кондициони тренери. Кај што ти до скоро кај нас, па и денеска дел од некои екипи немаат кондиционен тренер. Кај што ќе имаш еден тренер кој што ќе ти биде заложен само за твоите играчи да имаат добра кондиција, да бидат добри физички подготвени. Тоа не можем јас како некој тренер кој што, јас сега кошарка тренер, јас знам како една екипа треба да игра, ама ја не знам како еден играч треба да биде, како да донесам да биде оптимално спремен. Сега некојаш не можеш ни 100%, ама да биде оптимално спремен за да игра. И во спортската психологија зборуваме за оптимална подготвеност, значи не зборуваме никогаш за мислам, нели во најидеална смисла, значи да биде тип-топ спремен, меѓутоа зборуваме секогаш за оптимална подготвеност. Зошто за оптимална? Бидејќи во оптималната подготвеност имаме доволно флуидност и флексибилност. Колку повеќе имаме флуидност и флексибилност, толку повеќе имаме способност за адаптација. А на нас тоа ни е многу битно, адаптацијата. Значи, дури да се направи грешка, да знам како брзо да се адаптирам на ситуацијата. Кога некој има многу ригидна структура, како спортист или како тренер, не може да се адаптира. Значи, веќе е познато дека не преживува најсилниот, преживува најадаптабилниот. И, значи, во спортска смисла, во спортска конотација, тоа е многу битен момент. Значи, и да ја направам грешката, просто да знам како од грешката да направам, како прават овие јапонци, кога ќе се скрши вазната, да направат со злато, нели, да бидат покнатините со злато од грешката, да создадам јас после нова ситуација која што мене може да ми донесе резултати. За тоа е многу битно креативното мислење, креативното носење одлуки во дадениот момент. А за тоа на нас ни треба повторно флексибилност и флуидност. Да, тоа е интересно да овие работи што ги збориш ги имам исто слушано. Една од најдобрите алатки за сам за себе што си имам направено и помош е тоа што сакам да научам од тренери кои што работат тоа. Има еден, мислам дека истиот е од преска што спомнав, кој што збори дека на моите тренинзи, моите асистент тренери кои што првпат работат со мене, мисла дека сум луд. Зошто? Зашто им давам информација, окей, вака ќе играме, брзо им ја кажувам информацијата, им ги кажувам принципите, окей, ајде сега играј. И не ги коригирам. И тренерот вика, ама ова го прави, окей, да, погрешно е, ама окей. И вика, многу често се случува, ја како сум нацртал, на крај, од кога го гледаме филмот, да ја земе грешката, они што ја прават, така да играме ние на утакмица.
Така е. И Да. тука е оној момент, таа некоја флексибилност, таа некоја креативност. Не е слабост ти да... Не е слабо да кажа, окей, чекај, дечки, извинете, моја грешка, вие уствари го изигравте многу подобро. Не, тоа мислам дека ти дава сила и они твоите играчи да видат, твоите помошници тренери, сите околу тебе да видат, чекај, овој знае да признае грешка. И едно што ги учиш на важна лекција у животот, бидејќи не секој од нас е безгрешен и сите имаме моменти кај што ги правиме тие грешки, а друго што не дозволуваш твоето его да застане помеѓу резултатот и тебе. Да, зашто бидејќи нели секогаш грешката, дали па секоја грешка е навистина грешка. Нели некогаш па станува збор за нечи начин на перформирање. Може би мојот начин на перформирање се разликува од твојот. И нели тука станува збор повторно за таа флексибилност на тренерот да умее тоа да го види. Да не биде во рамки на неговата ригидна структура, значи сето тоа. Бидејќи ако цело време има он идеја за тоа како треба да биде ригидно, вака мора, така мора, значи не може да се види нешто поразлично и некоја поразлична можност од таа. И затоа не авторитарниот, туку авторитетниот тип на лидерство е секогаш најпожелен, бидејќи од една страна ја држиме, значи, како да кажам, јасната граница, значи се јасни барањата, ги бараме одговорностите и обврските, но исто така даваме и поддршка. Да. Што би рекла на еве, можеби тезата, окей, има психолози, има терапевти, ако на некој му треба, на некој играч му треба, може да си иде на психолог. Прашањето е во таа насока да која е разликата, еве сега како ти некој кој што работи со спортисти, наспроти психолог кој што ќе работи во самата екипа, со самите спортисти, со сите. Која е разликата и зошто е важно да биде така, а не, окей, има психолози, ако ти треба психолог, иди си на психолог, нема замагај тука, не ни треба на нас психолог као клуб. Да, многу добро прашање. Прво, значи, постои работата на спортски психолог е малку комплексна, не едноставна. Зошто? Не е исто спортски психолог да биде у фудбалски тим, у одбојкарски тим, у кошаркарски тим и со индивидуалци, например, со тенисери, ако работиме. Зошто? Прво, во секој од тие спортови има различни динамики. Психологот треба да знае динамиката и правилата на спортот, на самиот спорт, значи кои се правилата, како се игра на самата екипа, луѓето да ги познава внатре, тренерите. Значи тоа се милион ствари што треба да ги знае и да ги уме психологот. Меѓутоа, зошто не е исто некој да си дојде само на терапија, нели кај мене у канцеларија и на терен? Прво, бидејќи кога психологот работи, кога спортскиот психолог работи со самата екипа, прво работиме на сплотеност и на кохезијата. Значи работиме на самиот терен, во реално место и во реално време. Кога работиме во реално место и во реално време, спортистите тоа го чувствуваат. Тоа е еден вид, ајде да кажам, еден вид на групна терапија, да го наречеме се, нели, тие подготовки и тоа се. И каде што психологот може на лице место да види кој каде е, што се случува, бидејќи секој играч, например, во еден екипен спорт, има своја позиција, има своја улога. И дали неговата личност, прво, дали таа личност е за таа позиција и за таа улога. Може некој да биде напаѓач, ама да не му лежи да биде напаѓач. Може такво нешто да се случи. Дали, например, спортистот кој што ќе ја добие улогата, он е навистина за таа улога. Значи, една ствар што може да ја види психологот е тоа. Дали, например, треба да се случи некаква замена, може би да се сменат улогите. Друго што може да види? Може да види во рамките на групата кои се, значи, помотивирани играчи, кои се демотивирани, кои се тие критичарите, кои се тие што го држат, значи го држат јадрото на екипата. Па да работи со овие што се демотивирани, повеќе да се доближат до овие што се помотивирани, значи да се направи една повторно кохезија. Кохезијата во екипниот спорт е најбитна. Значи ние сме. Значи, еден од проблемите кои што често се случуваат во екипните спортови е кога нема кохезија.
Значи секој мисли дека негова заслуга е нешто или дека поради него е некаква грешка. Меѓутоа кога сме ние, градиме идентитет на ние. Градиме значи на групно јадро. Идентитетот е ние. Не сум јас. Туку нели секој го знае своето место. И постојано треба да се потсетува, нели, спортистот на своето место, како се поврзува со другите играчи, дека нема јас, тука сме ние. Од друга страна, значи, може да се види каква е комуникацијата меѓу самите играчи, значи, дали има некој што може би помалку со некој друг се поднесува, бидејќи тоа може да влијае. Значи, важно е да знаеме, важно е тие самите играчи, спортисти да знаат да комуницираат. Дури да не се сакаме нешто многу посебно, треба да знаеме тоа да го тргнеме на страна кога сме на самиот терен и да имаме, нели, во името на ние, значи на групното јадро, да можеме да го постигнеме тој резултат. Така да има, нели, многу поле за работа. Можеме да видиме кој е во анксиозност, кој е во бърнаут, дали некој клучен може би играч денеска во анксиозност или нешто му е депресивен денот, па нели овакво како тоа ќе се одрази на целата екипа, на другите играчи и така натаму. Така што нели има многу работа што внатре самиот терапевт или психолог може да ја прави. Работата е многу интересна, секогаш се прават, значи, интересни вежби за фокус, за концентрација, медитација со визуализација на победата, значи на тоа како да бидам издржлив, на тоа како и кога ќе сгрешам, нели, повторно побрзо да станам од фейлот и сето тоа. Се работи мотивацијски, исто така се работи на перформансот. И така што има, нели, многу широко поле и за креативност и за забава, бидејќи самиот начин е многу интересен на работа и за билдање на тој тимски дух и да се стави тоа во нели, во национален, како да кажам, контекст и сето тоа. Така што тоа е тоа. Мислам, свесен сум за колку е само голема потреба и колку, знаеш, колку потенцијал има во самото тоа и мислам дека и до разборуваше ми такнува мал милион на работи кои што ги имам видено или слушнато или читано за нив, колку само така функционираат во пракса. Од тоа да, знаеш, имало играчи кои што не може да се поднесат еден со друг. Надвор не вика цела година 2 реда муабет не си направивме, ама ти тоа не би го знаела кога ги гледаш како играат на терен. Така е. И тоа е умешност, тоа тренерот ти можеш тоа да направиш. Ако знаеш како можеш. Ама ти имаш и други 12 играчи, други 15 играчи, други колку и да се, ти не можеш да се посветиш само на тие двајца. Без разлика може би се најдобри. Ама ако третиот најдобар ти ја руши цела вакво, ти нема џаба ти се овие двајца. И тие се моменти, значи знам и случаи кај што поготово кога зборуваме пак за професионален спорт, имаш еден од твоите, еве и да не земаш начално да не имаш психолог во екипа или терапевт, има случаи кај што знам дека еден од помошниците тренери има мастер спортска психологија. Тоа е супер. И ти тоа го врзуваш директно кај што окей, овој ти е задолжен за одбрана, ама исто така работи како на некој начин на спортски психолог во екипа. И веднаш го имаш тоа, нели, убаво е да се специализираш, да имаш една, ама веќе која имаш тој човек искористи го. Има мислам дека кај нас е тоа, знаеш, на некој начин е убавото кај што има многу голем потенцијал за да може да се помогне и да се достигнат тие некои успеси кои што ние сме мала нација, ама сме талентирана нација. Има играчи кои што имаат излезено тука, спортисти кои што имаат излезено, кои што имаме многу такви примери. Кои што биле светски шампиони, биле најдобри во нивните спортови. Ама важното е како да заедно, веќе на крајот на денот, спортот и индивидуалните спортови ти не можеш сам да успееш. Да, потребно е и за тоа логистика. Логистика, ти треба тренер, ти треба поддршка, да не почнеме па да зборуваме, ќе ни треба уште 2 епизоди да зборуваме колку само е важно поддршката од дома, родителство, блиски. Се функционира за како телото наше. Ако раката не ни функционира,
нема да биеме најдобра верзија од нас. Ако ние не можеме, ако ногата ни е, не знам, скршена, не можеме многу работи да ги завршиме. Така, значи, тоа е веќе креирање на условите. И сега, значи, кога ќе ги креираме ние доволно да бидат поволни условите и оптимални, значи, се постигнува тој успех, се постигнува тој резултат, меѓутоа, тешко е додека да ги креираме условите. Кога ќе ги креираме веќе еднаш, кога ќе го поставиме тој еден шаблон на тоа како нели би функционирале работите, тоа веќе станува полесно. No. Меѓутоа, пак нели многу пати има пред нас тука како Македонија, многу пати има пред нас за креирање на тие услови. Да. И се надам еве и со оваа епизода, со големиот дел на епизоди што до сега ги имаме зборено за ментално здравје и спорт и со настанок кој што ќе го имаме на 26-ти, се надевам дека ќе се отпочне или ќе се подпомогне тој процес за ако ништо друго за подигање на свеста за тоа колку е важно, и во иднина се надам дека ќе можеме на еден полесен начин да донесеме, дали тоа ќе биде до самите спортисти, до самите тренери, до луѓе кои што работат, па на крај и родители кои што како да помогнеш на твоето дете која е спортист, кога е во тој некој свет и да, ова не е крај, мислам почеток е, збориме скоро па саат време, мислам дека има многу што да збориме, ама ајде да пробаме и да можеби некои работи во пракса, во пракса и во искуство да ги спроведеме. Значи да, така е. Јас скоро имав една ситуација. Моја многу блиска пријателка му понуди на нејзин близок роднина кој што е тренер. Сад не е битно нели кој спорт. Му понуди, вика имам другарка ако сакаш да ти помогне нели во сите овие процеси со деца во тренирањето и на тебе самиот и се. И на него не му беше јасно. А зошто мене да ми треба сега психолог за мене или за децава или за клубов тука? Зашо ми е сега мене тоа? Иначе тоа е тоа што го спомнав преска. Голем дел од тренерите кај нас и од спортистите уште не ни знаат дека постои што е тоа спортска психологија, не па некој нели да прочитал нешто повеќе за тоа или да се информира за тоа или па да се крене свесноста. Значи ние прво имаме еден пат каде што треба да поминеме процес на едукација за што е тоа, како тоа нели ќе го изведеме, како тоа, зошто е тоа важно и сите тие работи, па да дојдеме нели до практичната употреба и тоа да стане една нова навика. Да, и мислам дека барем тоа што го имам приметено и знаеш тренери и од порано и од пред да се воведе самата спортска психологија, знаеш кога ќе земеш нешто и ќе функционира, многу е поголема веројатноста дека ќе продолжиш да правиш тоа и други околу тебе ќе гледаат и ќе го направат тоа. И од тие се некои, знаеш, работи, кои се некои алатки кои што може да се искористат, ако не. Значи, ако не идеме цело, до кај можеме да помогнеме и мислам дека има многу што и колку само повеќе ќе зборуваме и ќе даваме, мислам дека толку повеќе ќе се прима и ќе има можност да се прошири и да стане дел од самата спортска култура кај нас. Така, јас стално викам, еден да почне тоа нешто да го употребува, ќе се случи зараза. Ќе почнат значи и другите и тоа е така со секоја работа, додека да стане нели одредено нешто популарно, да се употребува, да се користи, да стане навика, меѓутоа значи треба прво патот на новото, секогаш е најтежок, секој почеток е најтежок додека да се пробие тоа новото, па после нели станува старо. После нели некако изгазане патот, па полесно више доаѓа до употреба, тоа е тоа. Да, Дора, фала ти за епизодата, фала ти за разговорот и се гледаме на 26-ти да збораме повеќе за ова и да го почнеме тој некој процес на како практично да им помогнеме на сите во спортот, вклучително нели спортисти, тренери и сите останати. Ти благодарам Ѓорги уште еднаш за поканата и да сигурно 26-ти се гледаме, се надевам со масовна публика. Да.